Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Радиовизија. Реклами. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ноќен експрес. Ноќен експрес. Ја видов така површно, меѓутоа и јас се сметам за упаден затоа што учествував на такви семинари неколку пати во кои што фактички бевме натерани да признаеме дека по инерција влечеме се уште некои предрасуди и стереотипи во однос на Бугарија, бугарите, бугарското општество, бугарските прилики и Како мислиш на терани, бате Столе? Ве маче? Па помалку и не маче. Тоа е исто како вицовите што не ги сваќаме, знаете. Не кажувате вицови за жени затоа што вие сте уште Или за плавуши, за блондинки? за плавуши никој не ни рекол дека кажува. За жени затоа што несвесно и ние влегуваме во канџите на говорот на омраза, на стереотипите и на предрасудите. Живановски има интересни наслови деноиве. Метафората, например, со ќосето како говор на омраза. Живановски ми остави впечаток и со еден друг текст кој што е пред 2-3 години објавен, или можеби година, за либералниот аспект во поглед на говорот на омраза кој што доминира во Соединетите американски држави. Тоа е малку покомплицирано, меѓутоа бенди са една формулација која што вели на малцинствата им е дозволено да користат говор на омраза за да дојдат до внимание во општеството, за да им се слушне крикот, за да им се види состојбата и за да може таа состојба да им се подобри. Затоа ќе зборуваме многу повеќе подоцна. Значи темата веќе ја лоциравме, ја фиксиравме, говор на омраза, лажни вести, сатирата како можност преку која се шири говор на омраза, хуморот и стереотипите кои што ги форсира хуморот во најразлични вицови, каде се границите и така натаму. Господин Живановски, дали вие некој сте се фатили во ситуација да користите говор на омраза? Првен добро вечер до слушателите од моја страна. Благодарам на најавата и на почеток извинување време на грипови е така што можно тоа да влие малци да откашлувам и да сме шмркани, меѓутоа се надам дека слушателите ќе имат разбирање и повеќе ќе ценат што кажуваме, не како го кажуваме тоа. Инаку, говорот на омраза,
Прашањето беше дали некога сум се нашол во ситуација јас да го употребам, да го применам. Искрено, рековте подоцна ќе збориме за тој некој американски пристап на говорот на образа, независно што нашата законска регулатива го санкционира, не само нашата, туку европската. Лично мене и како професионалист во новинарството и како личност која академски се занимавала и научно со проучување на говорот на омраза, некако поблизок ми е тој американски пристап, што нормално не може да се примени кај нас, меѓутоа во некаква си слободна дискусија може тоа да се елаборира. Баш токму тоа што го спомнавте вие, бидејќи говорот на омраза всушност било на прекретница во американското општество која што успеала да им овозможи на малцинските и на разливите групи да дојдат до видливост во општеството. Тука пред се мисли на црнците кои што биле долги низ на децени угнетувани со тоа. А што се случува, Живановски, кога мнозинството го користи говорот на омраза? Ке се навратам и на тоа само да доискажам мислата, значи првата причина поради која што ми се на некој начин привлече тој впечаток на американската теорија на говор на омраза е тоа што значи правото малцинствата го имаат. Вториот пример е со ЛГБТ популацијата која исто така 50-тите, 60-тите години била доста маргинализирана и угнетувана, така што со примена на говорот на омраза тие успеале да го сврта вниманието кон нив и да се започне на јавна дебата и дискусија во која што тие на крај успеале да го подобра квалитетот на својот статус во општеството. Во однос на Петрич, твоето прашање за Петрич, Србинте, Петрич, извини, во однос на мнозинството, тоа е она што мене ми е одбивно, што ми е огавно, кога мнозинството кое што на некој начин ги има сите ресурси во општеството, кој на некој начин е доминантен, со доминантен статус на влијание на имплементирање своите одлуки, значи се она што легално и легитимно му припаѓа, тогаш преоги на другата страна од законот и почува да користи и на некои си недозволени средства како што е говорот на омраза. Значи, близок ми е да заклучам пристапот на говор на омраза, меѓутоа не секогаш и кога се опрашане сите општествени групи. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77.
Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ден, каков впечаток ти остави ова изборна кампања? Дали има работи кои што се посилни, пожестоки во поглед на говорот на омразата од порано или вообичаено? Гледате, моето мислење е дека ние во таа правна смисла, во смисла на тоа како е дефинирана по меѓународни конвенции во нашиот закон, говор на омраза имаме, факт е, и таа секој случај на говор на омраза треба да се веднаш да се процесуира и најстрого да се санкционира. Меѓутоа, она што според мене ние го имаме многу повеќе, имаме непримерен говор, имаме лични омрази, лични пизми, навреди, напади и многу тешко е да докажете дека некој е нападнат поради неговата припадност, ако баш експлицитно не е. Многу е тешко да докажете, знаете, се работи за сериозни дела, за повикување на не знам, нарушење на поредок, се работи за повикување на насилство, се работи за Не сакам да релативизирам, меѓутоа не беа помалку нежни и учесниците во изборната трка во Соединетите американски држави. Знаете како сега, изборните трки се уникатни случаи. И тука се смета генерално дека малку повеќе слобода е дозволена. Впрочем, не знам дали политичките партии или припадноста на политичка партија припаѓа во тие, нели, во таа листа на заштитени групи по различна основа со закон или со некаква меѓународна конференција на луѓе кои што се заштитени од говор на омраза, на повикување на дискриминација или насилство или непријателство кон нив. Тогаш и поимите комуњари и талибанци кои си ги разменуваат двете страни условно во нашиот политички конфликт би биле говор на омраза. Знаеш како тоа е говор на омраза, не знам сега ако се шегуваме кон руските комунисти, не знам кон сталинистите и кон жителите на Пакистан и на ова талибанци. Мислам дека во повеќе случаи се работи повеќе за навреда, за напади директно кон личности, дека немаме ние толку во законска смисла. Повторувам, имаме многу неприфатлив говор, многу говор што е непристоен, што како што вели, нели, етичкиот кодекс на новинарите на Македонија, кој што не ги почитува она што е општествено прифатено како пристојно во нашето општество. Потпалувачки говор меѓутоа е насочен повеќе директно или е насочен, така да кажам, барем мене ми се чини, затоа што нашата дефиниција, знаете, секојаш кога ќе кажете и друго во законот, тука се може да потпадне и се, меѓутоа кај нас постои некоја традиција, законите се гледаат само експлицитно тоа што е спомнато да се гледа, така да ние според нашиот закон немаме технички говор на омраза по основа сексуална припадност. Сашо Кокаланов е неколку пати го најавуваме, новинар, драмски писател, да слушнеме кои се неговите тези поврзани со говорот на омраза. Радиовизија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Тоа е дел од сатирата, особено од политичката, општествената сатира, и е нешто различно од она што се случуваше во кампањата на американските избори. Значи, лажна вест и манипулативна вест е нешто сосема различно. Значи, што обично прават паравестите? Паравестите ја представуваат стварноста во огледало. Значи, прават намерни извртување на стварноста. И идејата им е да искоментираат нешто во стварноста, некаков проблем, некаква ситуација, некаква појава. Значи, тие немаат за цел да ја излажат публиката, туку преку обратност да ги отворат очите на публиката, да кажат вистината. Некогаш, особено во општества како македонското, па и други балкански општества кои се каде што вистината тешко наоѓа пат. Затруени се со многу пропаганда и со многу извртување на вистината, некогаш сатирата дури полесно пробива од да речеме традиционалните новинарски жанрови и затоа тука толку многу ја има.
Имаше наука границите на сатирата која се доближуваат до говорот на омраза. Како тоа да го препознае обичниот граѓан? И тука треба исто да направиме една дистинкција, а тоа е меѓу хумор и сатира. Хуморот е базиран исклучиво на стереотипи. Да речеме, вицовите ви се за евреи кои се скржави, или не знам, за власи кои се скржави, за босанци кои се глупави, за црногорци кои се мрзливи, хрвати кои се хейтери. Значи, сите вицеви тука се базирани на некаков стереотип. И не само тука. Генерално, вицот не се бави со конкретна личност, туку со некакви генерални стереотипизирани ликови. Значи, Мујо не е конкретна личност, туку Мујо е слика за босанецот. И во хуморот многу е тешко да се избегне говор на омраза, бидејќи сегде каде што постојат стереотипите, постои еден вид говор на омраза. Тоа не значи дека во хуморот не постојат црвени линии. Ноќен експрес на канал 77. Радиовизија. Дејан, кои се работите кои што публиката може да ги направи за да препознае лажни вести? Можне се вешти, ајде да ги наречеме новинарите кои што произведуваат вакви содржини, и тие на прв поглед не се откриваат така лесно. И во контекст на оваа теза, дали е сега толку тешко во овој голем наплив на информации, каде што секој е буквално медиум, која е улогата на новинарите? Дали може би треба да се претворат повеќе и во модератори, на некој начин повторно да се вратат во улога на селектори, на што е тоа најважно пак од сето тоа што се дискутира, од тоа големо море на дигитални информации? Од кај да се почне? Најверојатно треба да се почне од тоа што интернет, социјалните медиуми, социјалните мрежи, таа демократија. Извинуваме, многу е силна вест. Почина баба Милка, бебиситерката на децата на Трамп. Милка Милисавреј, која своевремено ги чувала децата на новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп, почина ноќеска во 85-та година. Милка беше позната кај нас се судрија Ефтов и Златев, нели? Така за копирајт. Значи, иначе имаше она најава дека ќе му направи сарми на Доналд Трамп, бидејќи многу би ги сакал да јаде дека била негова бебиситерка. Да, повеќе. Ова не е важна вест. Ако е вист. Бог да ја прости. Ми се чини дека просто сме принудени да одвоиме две работи, глобално зборејќи. Тоа дејноста на информирањето од новинарството, како засебна дејност која што е дел од таа една поголема. Така да денес сите информираат и дезинформираат, и новинарите знаат да дезинформираат. Мислам, лажните вести не се нова работа. И сега како еден лаик да препознае? Ајде ние може би сме постручни, па знаеме да видиме. Па гледајте, ја кога ќе го знаете како, тие се многу вешто напишани. Генерално изворот, според она што го пишува BBC и другите, тие вести главно се агрегирани од десничарски американски сајтови. И тоа е проширување сега на една стара американска традиција на така наречени attack ads, кај ниво извори е сосем нормално да си нарачаш реклама во која што го нападнеш политичкиот противник. И кај нас е веќе вообичаено. И кај нас е вообичаено. Меѓутоа ова сега веќе почна со пишување на измислени вести и тоа доаѓа пак на онаа линија дека се толку поделени посттруд, дека тие луѓе што се за Трамп ќе ги читаат тие вести затоа сакаат да веруваат дека Хилари е, не знам, морално расипана, дека е, не знам, корумпирана, дека е елитиста, што не се грижи за малите луѓе и така ќе ја представуваат во вестите. Како да се препознае? Ја предпоставувам дека ова е официализирање пишувано на тоа што порано се викаше, и се уште се вика оговарање, глув телефон пренесување на некои информации со кои што сака да му се нашти, да му се пушти некоја афера без разлика дали е заслужено или не. Знаеш како, професионалното новинарство кај нас, например, во политиката порано на ниво на оговарање, некој може би се осуди да го пишува,
еден од лидерите бил лудак. Еден се опивал, другиот ја тепал жена му. Ова се такви вести кои што треба да го потврдат и да го расшират. Тоа Сега, знаете како, не знаеме сега кој бил лудак, кој не, затоа што генерално не е пристојно за такви работи се зборува, барем ние сметаме дека не е пристојно се зборува за такви работи, да се спомнуваат во некаква лажите вести назови сериозна дебата. Како да ги препознаеме? Ја претпоставам дека ќе го видам насловот Хилари Клинтон има усвоено Alien Baby. Одно би претпоставил дека е така, знаеш, тоа е National Enquirer, има такви, тоа е цел еден вестник посветен на такви. Јас имав дете со вонземјани, не знам, па и тоа бебето ќе го најдат, па ќе му залепат туши некакви шилести као да е вулканец. За овие политичките, навистина, тие се најпрофесионално напишани, претпоставам дека ги пишуваат некакви PR експерти или десничарски новинари, сега има, фала Богу, има и десничари новинари. Но има и во левицата пропаганда. Радио Визија ви го представува Ноќен експрес на канал 77. Ненад Живановски, Дејан Георгиевски, наши гости, ги имаме Благодариме во програмата што сте со нас. Сашо Коколанов и Повгановска Овгановска и поздрав до слушателите. за белешките фраери. Репризите ги слушате на канал 77 викендот по стадион. А во живо се слушаме идниот понеделник од 21. Пријатно. Coming like a sparkle, but to the door of your mind, without asking me no more answers for you, for you. You're watching people of the sun, staring at your handgun. It's never choice to say we're falling away. So watching people of the sun, staring at your handgun. It's never choice to say we're falling away. Always runs away. Heaven knows your name. 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 It's coming like an arrow. Your head spinning around now. It's never choice to say we're falling away. Away. Always runs away. Heaven knows your name. 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 Извршен продуцент Горан Гаврилов, уредник на програма Весна Крстева, продукција Канал 77, декември 2016.